Благодарам заменик председателка на комисијата, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Пред нас е амандман со кој што пратениците од опозицијата бараат средства предвидени за Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој и предприемништво, подставка разни трансфери за мали и средни предпријатија со образложување на самиот амандман. Најнапред би сакала да кажам една важна работа која се однесува поточно на економијата, бидејќи кога зборуваме за мали и средни предпријатија, тука мораме да говориме и за начин на кој што ја придвижуваме економијата. Придвижување на економијата се прави со стратегија, со посветеност и со некаква предвидливост. Не со паушални мерки или со некакви си лажни изјави, затоа најнапред кога зборуваме за економијата, најнапред би сакала да ги потенцирам макроекономските показатели кои што имаат силни проекции за нашата држава, особено и поздравено со извештајот на Европската комисија кој што укажува дека Република Македонија, македонската економија оди на подобро од она кое што претходно било предвидено. За мене единствено мерило на растот и придвижување на економијата се токму следење на овие макроекономски показатели, особено оние показатели кои што се однесуваат на реалниот раст на бруто домашниот производ и показателите кои што се однесуваат на инфлацијата во нашата држава, па така и Министерството за финансии и Народната банка на Република Македонија и ММФ и Светска банка укажуваат на тоа дека Македонија се движи во позитивна насока и имаме подобри резултати, подобри резултати даваме од она кое што претходно било предвидено. Така за 2025 година реалниот раст на БДП е предвиден на 3,5%, а 3,8% за наредната 2026 година, со што до 2027 година очекуваме реален раст на БДП од 4,2%. Стапката на инфлација веќе ни е на навистина стабилно ниво. 2025 година исто така одржувавме на стабилно ниво, 26 на 2,5% и ова за мене ќе биде дополнителен мотив да работиме и на поголемо намалување на стапката на инфлација, бидејќи тоа е единствено мерило за тоа колку вредат на вистина парите на граѓаните. Стапката на невработеност исто така нешто кое што треба да го дискутираме, особено намалувањето на невработеност во Република Македонија, која што за 2026 година со отварање на нови работни места и зголемување исто така многу важно и со продуктивноста на трудот ќе ја намалиме на 10%. И тоа е нешто кое што најнапред треба да го знаеме, особено кога зборуваме за придвижување на економијата. Ова го зборувам од причина што пред нас еве и амандман кој што се однесува на поддршка на малите и на средните предпријатија. За мене многу значајни, за мене можеби најзначајни, бидејќи директно ги поддржуваме и ги потекнуваме семејствата со развој на бизнисите, особено и на оние локални бизниси, мислам, и по сите параметри е укажано дека имаме придвижување и имаме навистина поголеми вложувања од она кое што претходно било вложувано за бизнисите, особено за малите и средните предпријатија ќе потенцирам, бидејќи јас доаѓам еве од банкарскиот сектор пред да бидеме овде во собранието. Често имавме и состаноци со Македонската банкарска асоциација и ги следам извештаите кои што ги објавуваат МБА, и едно од извештаите кои што јавно можете да проверите, МБА ги има објавено, е дека во Република Македонија се случи, ке цитирам, една од најзначајните финансиски иницијативи во поновата економска историја на земјата. Тоа е поддршката на малите, на бизнисите во Република Македонија, на стопанството со поддршка со ефтини кредити, оние средства кои што ги имаме како унгарски кредит со 250 милиони евра, и оние кои што поблиску ја следат темата знаат дека во банките имаме поголема побарувачка за вакви ефтини кредити кои што како значат едно инјектирање на производство, на раст на овие бизниси, и е навистина за поздравување. Последно чинам беше исплатата на петата транша, што значи дека реализираме.
И ова се факти, и ова се бројки кои што значат вистинска реализација. Ова не се ставки во буџетот кои што ќе ги гледаме вака во еден буџетски документ и на крајот од годината може да значат ништо доколку нема реализација, туку се средства кои што бележат на вистина реализација. И тоа го вели стопанството и бизнис секторот и МБА како една значајна институција за нас, особено за економијата во нашата држава, со кој што ценам дека треба да ги следиме нели проекциите и на банкарскиот сектор за тоа како се одвива исто така економијата во нашата држава. Ја поздравува ова мерка и ја оценува како една од најзначајните финансиски иницијативи во нашата држава. И слушавме ние многу коментари и критики по однос на унгарскиот кредит и тоа е во ред да дебатираме, да имаме аргументи за или против, кога носиме одредени закони или одредени мерки во нашата држава, но исто така треба да имаме дебата кога се однесува на резултатите на сето она кое што сме го правеле ние во парламентот или владата или се работело на одредени мерки или проекти. Тука сакам да укажам дека во 2025 година, иако навистина беше значено да се консолидира буквално целата македонска економија, значително значеше оваа поддршка на малите и на средните бизниси со парите од унгарскиот кредит со кој што се дадоа на пазарот 250 милиони евра со поволни каматни стапки, со каматна стапка од 1,95%. И оние кои што ги развиваат своите бизниси и сакаат да напредуваат за развој на нивните бизниси, знаат колку е значајно да се земе еден ваков кредит со 1,95% наместо оној кој што би го имале за вложување во своите бизниси од 4,7%. И тоа е голема разлика по однос на самата сума на пари со која што може да ги вложуваат бизнисите. По однос на овие средства кои што се веќе влезени во малите и средните предпријатија, особено се поздравува инвестицијското инвестирање во производствената дејност, нешто кое што исто така мотор и стимул на македонската економија. Особено се поздравува тоа што ќе имаме вложување во нова опрема која што ќе придонесе за поголем развој на бизнисите и на крајот од денот што е најзначајно за нив поголем профит, позголемен профит во бизнисите кај стопанството значат и поголеми давачки во државниот буџет, нешто за кое што и денес разговараме за тоа колку средства оваа држава ќе прибере за да можеме да ги распределиме потоа што е можно повеќе средства кај македонските граѓани во стопанството и така натаму. Понатаму имавме значителни вложувања и се уште имаме вложувања во кај стопанството во недвижности, односно во проширување на нивните капацитети, што исто така е голема инвестиција за нив, а како држава помогнавме со едни вакви ефтини кредити да истото го направат. И секако во вложување на софтверски решенија кои што значат исто така поефикасно извршување на определени задачи во бизнисот, кое што и така ќе придвижи во посилено темпо, би рекла, економијата и бизнисот на нашите граѓани. Нешто што е многу важно кај распределбата на овие средства и ќе потенцираме, тоа е исто така забележано во извештајот на Македонската банкарска асоциација, особено во еден стручен труд кој што е објавен и на нивната страна, тоа е потенцирањето дека имаме строга контрола зашто не би се оствариле злоупотреби од овие средства, односно се доставуваат фактури за она кое што е веќе набавено и се потенцира главната работа дека и фокусот е ставен на спречување на злоупотреба на овие средства. Јас знам дека македонската јавност беше навистина сведок на се она кое што се случуваше претходно 7 години во низа на злоупотреба на државни средства, особено ќе потенцирам на средствата кои што беа доделувани од ФИТР, кои што морам уште еднаш да потсетам, тогаш средства се вложува за летачки магарења, за вкусови на пица, за бинарни вециња. Нема сега такви работи, немаме. Имаме вложување директно во бизнисите со строга контрола на нив. И тоа е поздравено од сите бизниси од стопанството. И ќе продолжиме во таа насока. Еден од недостатоците кои што и МБА ги имаат истакнато е тоа дека
има финансиски товар врз државата. И точно има финансиски товар врз државата, но со одредена предвидливост која што ќе значи поврат на овие средства дупло или тродупло, чинам дека економската исплатливост е на едно високо ниво и така се работи, така се движи економијата. Нема делење со овие средства на наши и ваши. Сите чинители во стопанството знаат дека транспарентно и еднакво може да ги искористат овие средства и ова е начинот на кој што треба и ќе се движи македонската економија и со кој што ќе ги задоволиме нашите граѓани да имаат еден повисок стандард на живење. Ви благодарам.